Дождовите му направија голем проблем на семејство од Штип. Обилните врнежи предизвикаа свлечиште во населбата Железничка, кој речиси уништи неколку дворови, а оштетен е и единствениот прооден пат. Целиот пат ми е оштетен и не можеме, еве сега дрвата треба да ми дојдат. Нема од каде да ги унесеме дрвата, треба така и Уни-24 да ги растоварат и таму да ги остават. Не може да улезе камион тука. Дворот ми е разцепен целио, куќата ми е повлечена, испукана ми е унатре целата куќа што се повлечува складиштето. Сличен проблем, но со помали штети, Николови имале и порано, па досега од полошо сами се штителе. По 1000 евра сам давала, 3 пати сум правила подпорни ѕидови, они подпорните дзидови улеват надолу од длабочината и пропаѓат. Како што надува се смакнува земјиштето, така пропаѓат ѕидовите. Сепак, последните дождови се закануваат повеќе од кога и да е, па Николови не можат и овој пат да се справат со последиците. Нашето барање е до општината да дојдат, да видат, да ни улезат у сусрет и да се реше проблемо, за да ни помогнат. Иначе нема кој друг да ми помогне. Кажувам вие ситуацијата. Сама сум, јас се борам за се. 71 година и 2, јас се борам за се. Нема никој кој да ми помогне. Општината за проблемот знае, но во моментов е немоќна за конкретна реакција. За жал не можеме да преземеме конкретни чекори заради тоа што станува збор за дивоградба, а бидејќи истата е во постапка на легализација, исто така и нашата реакција или нашата интервенција би била ограничена. Ние се обидовме кај нашите служби да интервенираме и да ја забрза таа постапка и да се надеваме дека што поскоро ќе биде таа завршена, отколку ќе се реши статусот на дивоградбата, веќе ние како општина ќе можеме да преземеме конкретни мерки. Освен Николови, сличен проблем во овој дел од Железничка имаат уште неколку овдешни семејства.